Добар ден, започнува уште едно ново издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Како треба да се негува кожата во текот на бременоста? Кои промени се нормални? Може ли да се каже дека бременоста представува стрес за кожата со оглед на тоа дека обемот на стомакот на абдоменот понекога се зголемува и до 50 сантиметри? Ова е денешната тема на која што ќе зборуваме со доцент доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добар ден. Бременоста е период во кој што се случуваат многу промени. Промените се одразуваат на многу нивоа, меѓу другото и на кожата. Па еве да започнеме од тука, што се може да влие позитивно, а што негативно на кожата во текот на бременоста? Бременоста е состојба кога сите органи трпат одредени влијанија како резултат на бројните новонастанати состојби кои се случуваат во организмот, така и кожата. Кожата не може да се исклучи од влијанието на хормоните во бременост и на сето она што се случува. Прво има една физиолошка состојба која видлива е и со голо око и практично е нешто што е многу едноставно да се забележи, а тоа е дека кожата расте. Так. Кожата расте во бременоста, се зголемува нејзиниот обем, таа се растегнува. И заради тоа растегнување на кожата се случуваат одредени промени кои таа ги трпи, се растегнува како резултат на зголемениот обем на телото, поради тоа што бремената жена заради плодот и заради сите оние работи кои постепено доведуваат до зголемување на телесната тежина, има поголем обем на телото, со тоа кожата е растегната, заради тоа се явуваат тие промени од типот на одредени напукнување на кожата, за кои верувам ке зборуваме подолу во емисијата, ќе споменеме за стриите. Еден од најголемите проблеми се всушност. Еден од најчестите проблеми кои се явуваат, кои се резултат директно на тие трансформации што ги трпи организмот. Меѓутоа кожата има и други промени кои ги трпи, таа како резултат на естрогената стимулација, знае вообичаено да стане посува, значи да пука, да е поосетлива, почувствителна, значи заради резултатот на одредени исто така хормонални дејства може да се јават промени во бојата, во пигментациите на кожата, исто така се случуваат во бременост. Тоа е една честа работа која се случува кај бремените жени. Знае да трпат промени површните крвни садови во кожата кои исто така се изложени на овие влијанија. Знаат на кожата одредени израстоци кои постојат да го зголемуваат својот обем, кои растат пропорционално онака како што растат и сите други органи во бременост. Со сите овие работи поединечно сега ќе разговараме. Ајде да започнеме од хиперпигментацијата, која што многу често се јавува и на лицето. Како да се справат трудниците со овој проблем? Во целост да се прво тука има многу важно влијание генетскиот фактор. Значи, генетиката е таа која диктира како дел од тие состојби ќе се движат во тек на бременоста, меѓутоа во целост не може да се исклучат. Ние не можеме да во целост тоа го спречиме, но она што можеме со сигурност да ги намалиме последиците, да го превенираме и ние вообичаено советуваме да се користат заштитни фактори кои го заштитуваат и ултравиолетовото А и ултравиолетовото Б зрачење, го блокираат и на тој начин овие промени на кожата кои се јавуваат во многу помал интензитет. Зборуваме тука за така наречената мелазма или хлоазма, која е или она народски наречена маска во бременоста која се јавува, која често пати се случува, која е доста честа, има особено во последните 3 месеци од бременоста знае да биде изразена. Она што е исто така е битно е дека со завршувањето на бременоста заради помалата, да кажам, нормализацијата на хормоналните функции кои настануваат, постепено знае да доведе до одредена регресија, меѓутоа понекогаш не исчезнува во целина. Може да остане траен проблем. Може да остане траен проблем и во секој случај може да остане во подолг временски период проблем. Заради тоа, она што особено би сакал да им го советувам на сите кои ваши гледачи кои гледаат ова ваша емисија е да користат заштитни фактори во текот на бременоста постојано. Дали сонцето всушност го потенцира овој проблем? Сонцето е главниот потенцирачки фактор на овој проблем. Значи и денес во светот се развиваат специјални колекции на заштитни кремови
кои се советуваат особено кај пациенти кои имаат мелазма или клоазма и така натаму и други пигментации кои се многу тешки за третман, ќе ви кажам нешто и за тоа, меѓутоа превентивно да се користат 50 плюс заштитни фактори со ултравиолетови безраци, дури и против видливиот спектар од светлината. Има студии денес во Франција кои покажуваат дека и видливиот дел, значи на светлината, значи кој не е ултравиолетово или ултравиолетова и без зрачење, исто така има свој ефект кај мелазмата. Заради тоа, што повеќе се употребуваат овие фактори, што порано во бременоста, тоа помали ќе бидат последиците и помали ќе бидат тие пигментации кои се развиваат. А од кога ќе се јават промените, се очекува прво да поминат, нели, тие влијанија хормонални со завршувањето на бременоста, а потоа може да се употребуваат и одредени средства за депигментација. За белење, кои што се така популарно наречени. Најчесто тоа е комбинација на... Сега прашуваат мајките, идните мајки во текот на бременоста, дали смеат и во текот за време на бременоста да аплицираат некои од овие средства? Значи не се препорача. Не советувам. Најважно е да користат заштитни кремови за сонце. Так, тоа е многу поважно, нема никакви штетни дејства на мајката, нема никакви штетни дејства на бебето, а потоа после бременоста може да користат кремови со ретиноиди, зашто ви кажувам подоцна, заради тоа што ретиноидот знае да биде тератоген. Иако се овде нанесува локално, меѓутоа во суштина треба да се избегнува негова употреба во бременоста. Ретиноиди, хидрокинон и кортикостероиди и комбинација на кремови, тоа се комерцијални препарати кои се продаваат, ги има на светскиот пазар неколку брендови кои се многу ефикасни во белењето на косата. Се разбира, има и други делови на естетски третмани кои ние ги правиме за да се тргнат овие промени после бременоста, а и самото време си го прави своето со слабењето на пигментацијата како резултат на намалувањето на естрогената стимулација. Хиперпигментација се јавува на различни делови од телото, кај дојките, од пазувите, на интимните делови. Тоа е. Дали тоа исто е процес кој што завршува после породувањето? Тоа е процес кој е реверзибилен во голем дел од случаите, знае да се повлече. Не е толку тврдокорен и проблематичен како што е мелазмата, заради тоа што прво се јавува на делови од телото кои не се толку видливи, не се експонирани во секојдневниот контакт и не се забележуваат. Втора работа, тие исто така постепено знаат да се повлекуваат со текот на времето. Голем дел од тие работи се генетски предиспонирани. Не е нешто што предизвикува поголем, да кажам, здравствен или естетски проблем кај пациентите. Така, тука ќе ги отвориме телефонските линии 3076-677. Доколку имате прашање поврзано со денешната тема, слободно можете да се јавите и да добиете одговор. Што е со темна линија што се јавува по должината на абдоменот, на стомакот кај трудницата? Дали тоа е дел од истиот овој проблем со хиперпигментација и хормони? Тоа е дел од тие исти проблеми кои се јавуваат и нешто што вообичаено после тоа го третираме со одредени, да кажам, естетски третмани кои доведуваат до подобрување на ефектот, меѓутоа и самото поминување на бременоста доведува до регресија на тие промени. Се јавуваат и акни, бубулици на лицето, каква да биде негата на лицето? Тоа е веќе тие акните и бубулиците за разлика од сите овие други промени, да речеме стриите, за кои ќе зборуваме, пигментациите кои се резултат претежно на естрогената стимулација. Акните се резултат најмногу на андрогената стимулација, на машките хормони, на тестостеронот, кој кај некои жени знаат во бременоста да бидат зголемени или други типови на хормони кои имаат комплементарно дејство и доведуваат до зголемено лачење на лојните жлезди и појава на акни. Вообичаено акните се смируваат во бременоста. Значи вообичаено. Меѓутоа се случува кај дел од пациентите да се појават и акни, да се појави зголемена влакнетост. И со поминувањето на бременоста доаѓа до стабилизација на тие знакови на вирилизација или знакови на зголемена андрогена хормонална активност кои може да се случат во бременост. Затоа се вели на некои трудници дека им одговара бременоста, им сјае кожата. Велат никогаш не изгледале побаво, но други се соочуваат со вакви проблеми за кои што очигледно дека има решение. Ќе проговориме и за тоа, само да го вклучиме гледачот кој што е на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, како сте? Одлично, вие како сте? Одлично, јас да ве пофалам пред се, значи
Ја следам Благодарам. вашата емисија, имам мало бебче од 2 месеци, уште од бременоста си ја следам емисијата и би сакала да трае и подолго. Така, ви Сигурно благодарам. тоа е тоа. Така, сакам да прашам нешто. Дали сега, бидејќи ја дојам малата, дали можам да користам средства за самопотемнување? Така. Ова не е едно од прашањата кои што го планиравме во текот на емисијата, така? Така, бидејќи не сакам, нели, по солариум или да се скунчувам, еве, како секоја млада мајка сакам да имам тен. И дали можам, бидејќи имав претходно акни, а сега ги немам, но имам како белези останато, дали можам да ги користам тие кремовите со киселина на моето лице, дали ќе влие на доењето и на бебчето? Така. Ви благодарам што се јавивте. Фала, чао. Чао. Во однос на естетските третмани за акни, тоа е нешто што можете да го правите, да го користите нормално под супервизија на доктор. Не е нешто што е контраиндицирано сепак тоа се благи пилинзи кои се прават на лицето, она што во подоцнежниот период вообичаено го советуваме, ако се тие лузни длабоки, тоа се лазерски третмани на лузните од акни. Меѓутоа, во секој случај сега не има време заради тоа што е прилично топло, сончеви денови доаѓаат и вообичаено се избегнува таков тип на третмани заради тоа што може да доведат до фотоконтактна реакција со лицето. Мој совет е да тоа го одложите од септември. Второто прашање беше околу пигментациите, кремовите за самопотемнување, тоа е мощно популарно. Можете да користите зависно што сега, тоа треба сепак да биде препишано од доктор. Така, значи сепак мора консултација со лекар, особено во период на доање. Чајно и тоа секогаш го повторувам, не советувам на своја рака да прават нешто пациентите, особено не нешто што чуле или така натаму, треба сепак да се направи консултација таму каде што има медикаменти во самиот препарат кој го користат, бидејќи често пати медикаментите помагаат во одредена работа, меѓутоа може да предизвикаат одредени други реакции. Заради тоа треба има различни пазари, сега не можам да влезам во детали за секој поединечно, меѓутоа вообичаено, како што ви кажав, се користат кремови на база на деривати на витамина, на кортикостероиди, на хидрокинон. Ако ги користите овој период, ви советувам да го користите тоа навечер, за да го избегнете дејството на ретиноидот со сонцето, кој е можно да се јави при денската употреба на овие кремови. Да го вклучиме и следниот гледач со прашање. Добар ден, повелете. Кој се јавува? Ала, добар ден, здраво. Добар ден. Јана е на телефон. Повелете, кој е вашето прашање? Вака се, мислам дека е во склоп на темава, нисум примена, значи породена сум со диденца, меѓутоа ме интересира во текот на бременоста ми се појавија фиброми кои што не се губат. Така? Дури после доењево уште ми остануваат, значи го дојам дитето веќе година и 2-3 месеци да речам. Добро. Меѓутоа фиброми ми се јавуваат по телото. Не знам колку е во склоп на темава, ама мислам дека е врзана со темава. Така. Да. Благодарам Тоа би за било моето јавувањето. прашање. Мислам дека е често кај трудни жени да се појавуваат фиброми. Да, во право сте. Дури и на очите и кај вратот се најчести. Значи кај Можеме да деколте. објасниме за каков проблем станува збор. Ви благодарам што се јавивте. Во право сте, се работи за многу честа појава која се случува кај голем број на жени, да во тек на бременоста растат одредени израстоци кои ги има на кожата. Тоа може да бидат и одредени невуси кои се јавуваат, вродени пигментни обележја кои сите ги имаме, кои во тек на бременоста растат. Тоа се случува, меѓутоа исто така може да се појават и нови, што вообичаено се случува. Може некои мекоткивни израстоци од типот на фиброми, како што кажа господјата, да се јават, тоа е исто така честа работа. Одредени кератози од себороично потекло, епидермални бенигни израстоци исто така да се зголемат во бременоста и тие не се повлекуваат сами од себе. Значи тука треба да се третираат на доктор, можат многу едноставно да се извадат. Ако се тоа фиброми како што кажувате, може или со радиобранова аблација, со хируршка една метода да се извадат без операција, без сечење. Се прави многу едноставно, една краткотрајна процедура. Исто така може да се
одредени израстоци третираат со лазер, некои може хируршки да се извадат, некои ако се некои епидермални површини може дури и со смрзнување да се извадат, некои со обично киретирање, со киретажа. Самиот процес не носи никаква опасност, безбеден? Никаква опасност нема. Бидејќи обично постои едно верување доколку се отстранат може да се искомплицира ситуацијата, се добие рак. Тоа е, значи тоа е докажано дека е невозможно. Значи невозможно е било каква механичка манипулација да доведе до појава на рак. Да така се појавува лесно таа болест, секој од нас има удрена по некоја, се има изгребано, има подкачано некоја бенка, се има, значи, повредено, тоа не никогаш од тоа не се случуваат некои лоши работи, така да тоа верување народно е погрешно, тоа не може ништо да биде. Она што се советува е, ако му пречат ако и на пациентката и пречат тие проблеми на вашата гледачка да се отстранат, особено ако прават, значи, одредени механичка иритација на некои места, на вратот, на лицето, подградникот, на некои места кај што обичаено се јавува, да се тргнат, да се отстранат. Ајде следното да не биде област што ќе опатиме стриите. Тоа е еден проблем кој што многу често се јавува, дали е генетски предиспониран и која е причината, каде всушност настанува овој проблем, дали во сврзното ткиво? Да, причината е не до крај разјаснета, меѓутоа има генетско оптеретување. Се знае дека во одредени фамилии е почесто и тоа е проблем кој се јавува многу често, кој во бременоста, особено се јавува во последните 3 месеци од бременоста и доведува до тие распукнувања на кожата, кои на почетокот се црвени, значи заради тоа што кожата поради изгубениот еластицитет на места попуштила и се јавуваат тие стрии, тоа се практично што се стриите, нормалното ткиво на кожата се заменува со сврзно ткиво. Еден вид на лузна се создава, еден колаген кој е по-неквалитетен, да кажем, со поинаков тип, со поинаква градба и заради тоа настануваат тие проблеми во бременост. Може ли да се превенираат стриите? Може ли да се аплицираат некои креми кои што се исклучително масни? Трудниците обичаат тоа мачкаат за да се спречи нивната појава. Може да се обидеме да ги превенираме. Значи може да се ублажат. Има различни препарати кои се советуваат, од деривати на витамин Е до, не знам, невен, кокос, маслиново масло, различни препарати кои во суштина имаат еден ефект да ја го зголемуваат еластицитетот на кожата и ги охрабрувам сите кои вашата емисија гледат тоа да го прават вашите гледачки. Меѓутоа, честно да кажеме, тоа не може до крај да се избегне, тоа е нешто што зависи, како што поминавме на почетокот, од генетиката, од типот на кожата, така да она што може да се обидеме да ги превенираме со примена на кремови, а по завршувањето на бременоста може да се третираат тие вообичаено и сами од себе малку избледуваат и може да се дополнително да се изравнат и да се нивелираат со употреба на одредени специјални кремови, со употреба на лазерска енергија и така натаму. Так. Дали може комплетно да се реши проблемот после бременоста, да се отстранат комплетно? 100% не може да исчезнат. Так. Имаме гледач на линија. Повелете. Добар ден, повелете, во програма сте. Мислам дека се исклучи, гледачот не е повеќе на линија, доколку се јави нормално дека ќе го вклучиме во текот на разговорот. Да преминеме на трудниците и сончањето. Дали се препорачува во овој период од годината трудниците да се изложуваат на сонце? Кожата кај бремените жени е почувствителна и заради тоа треба да биде заштитена од дејството на сончевата енергија, задолжително со висок заштитен фактор, со кремови со висок заштитен фактор, исто така треба да механичка, физичка заштита да се направи на кожата, значи особено во оние делови кога е најсилно изразено сончевото зрачење некаде на пладне, во 12, во 1, до 3 часот да се избегнува директно влијание на сончевата светлина. Тоа е она што треба да се напомене. Исто така треба да се знае дека може да се изложува, дека сонцето има своји позитивни ефекти во стимулацијата на одредени процеси кои се здрави и за детето, па и за мајката, меѓутоа тоа да биде направено во периоди кога не може да се предизвикаат акутни изгореници, кога не може да се предизвикаат последици од бебето, врз бебето, да биде во попладнивните часови или рано наутро,
да не биде на директно интензивно сончево зрачење. Под некоја ладовина, некоја мешана сенка, така кажано народски. Тоа е нешто што се препорачува. А дали може да се постигне заштита од сонце со примена на солариум? Ова прашање често го поставуваат и мајките кои што дојат на социјалните мрежи, дали треба да појдат на солариум, дали воопшто е дозволено во бременоста и после породувањето кај доилките да користат солариум и дали воопшто има некаков ефект во заштитата од сонце? Солариумите не ги советувам. Солариумите во голем број држави се забранети. Речеме, во 13 федерални држави во Америка се забранети за употреба. Не сме Тоа доволно говори. Има делка што не се забранети, меѓутоа и таму моите колеги дерматолозите посочуваат внимание дека не треба да се решаваат корисниците кои да го прават. опасности всушност? Солариумот не е обична сончева светлина. Ризикот за развој на рак на кожа 24 пати научно е докажано дека е зголемен во при употреба на солариумите. Значи, не може да го игнорираме ние тој факт. Солариумите има, апропо вашето прашање, имаат еден ефект кој се вика ефект на отсврстнување на сонце, кај одредени болести тој може да се користи, меѓутоа тоа е нешто што се прави под супервизија на доктор, не треба да се прави сам иницијативно во салони, така наречениот light hardening ефект се вика тоа. Значи тоа е нешто што во терапија се употребува, значи народски кажано адаптирање на кожата за изложување на сонце. Меѓутоа тоа се помалку во медицината се користи, се повеќе земји го забрануваат изложувањето на таа вештачка светлина во солариумите, бидејќи несаканите ефекти се многу почести отколку што се користите ефекти. Мојата препорака е да тоа не го користите, да припремата за сонце ја правите на овој начин на кој пред малку зборувавме, со постепено изложување на сонце рано наутро, во попладневните часови, со употреба на високи заштитни фактори, кремови со заштитни фактори за сонце. И на тој начин повторно сонцето ќе ве допре. Повторно ќе имате свежа боја, ќе имате тен, кој покажува дека сте биле на отворено на сонце, во природа, на море, на езеро, на било каде, меѓутоа ќе ги избегнете оние ефекти негативни кои сонцето ги има. Заради тоа мислам дека тоа е особено во бременост еден непотребен ризик. Во голем дел од случаите често пати се работи за една мода, еден тип на мода кој за жал има своји несакани ефекти. Ви благодарам што бевте дел од 0+, на вистина корисни совети и насоки за трудниците, па и за оние кои што завршиле со бременоста и имаат мали бебиња во моментот. Се надевам дека при вашето следно гостување ќе отвориме тема дали смее бебето да се изложува на сонце. Таа е една добра тема која што мислам дека ќе ги интересира благодарам младите вам на мајки. поканата, ми беше задоволство. Ви благодарам што бевте дел од 0+, уште еднаш, а и вам ви благодарам што не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. До гледање.